Денес официјално започна еден од највозбудливите периоди во академската година. Во релативно кратко време, секој учесник на меѓународниот високообразовен одбранбено-безбедносен проект ќе има можност да го надгради своето знаење и обука и да склучи нови пријателства, кои ќе помогнат во градењето на нивната понатамошна кариера. Со овие зборови деканот на Воената академија, полковник доктор Орце Поповски, го започна отварањето на летниот кампус 2014 во Центарот за обука Пепелиште. Како што истакнав во мојот говор, ние навистина имаме многу редовни активности, но нова активност секоја година посебно се радуваме, особено од причини што забележуваме нејзин постојан, континуиран развој и напредок, унапредување на сите содржини. Да се подсетиме, стартувавме пред 5 години со 3 држави учеснички од регионот. Еве стигнавме до 8 и може да кажеме дека ќе беа 10, ако во последниот момент 2 држави, значи Република Хрватска и Естонија, не го откажаа своето учество од оправдани причини. Ова е еден настан, ова е една организација во која што ние чувствувавме потреба дека младите луѓе уште на овие години треба да почнеме да ги поврзуваме, бидејќи тоа се луѓе кои што во иднина се носители на мирот и на регионален и на глобален план, и пријателствата, врските овде што ќе се воспостават се фактички наша инвестиција во иднината. Нашиве искуства покажуваат дека нашиве луѓе, нашиве војници кои што учествуваа во меѓународните мисии, најмногу успех постигнува токму таму каде што има најдобра соработка, таму каде што имаат тимови во кои што умееа да соработуваат. Затоа овие млади деца ќе настојуваме уште од ова време да ги учиме да почнат да соработуваат во идните меѓународни тимови. На отварањето следен се обрати професор доктор Кирил Цацков, член на Сенатот на Универзитетот Гоце Делчев Штип, кој го изрази своето задоволство што нашата држава е домаќин на една ваква меѓународна активност. За крај на оваа церемонија се обрати заменик министерот за одбрана господин Емил Димитриев, кој истакна дека до соодветен одговор на современите закани може да се дојде само преку развивање на регионална и мултилатерална соработка. Неговата визија со овој проект е да се дизајнира платформа каде што уште од почеток учесниците ќе научат како да соработуваат во мултинационална средина, да научат како да покажуваат почит еден кон друг, како да ги обединат нивните напори, да ја анулираат нивната слабост и да научат како да го почитуваат локалното население на теренот во кој ќе оперираат. На крајот, заменик министерот на учесниците им посака успех во оваа активност и го прогласи кампусот за отворен. Почитувани, не можам да ја сокријам мојата радост и задоволство што во овој момент кога сакам да ви посакам топло добре дојде. Од причини што мојата визија за организирање на овој настан како што е летниот кампус живее последните 5 години. Она што е уште поважно е што благодарение на Воената академија, летниот кампус не само што се одржа како проект, туку прерасна од она што е денес. Денес, после 5 години, кога многу организации се борат да ги задржат своите проекти или да ги прекинат, ние успеавме да ги развиваме и во најдобар начин да го покажеме тоа дека можеме да го реализираме. Свесни за предизвиците со кои се соочуваме, мора да ни биде јасно дека заканите по безбедноста немаат милост, граници или паузи. Некои од овие закани се директно насочени кон нас, некои од нив се резултат на нашите евроатлантски напори. Сепак и покрај тоа, владата на Република Македонија е потполно посветена за продолжување по патот на евроатлантските интеграции, а со тоа и посветена на одржување на регионалниот и глобалниот мир и безбедност. До сегашните разбирања за безбедноста како резултат на новите безбедносни парадигми, како и глобалниот и технолошкиот развој во голема мерка се разликуваат од порано. Според мене, до соодветен одговор на современите закани може да се дојде само преку развивање на регионална или мултилатерална соработка. Вака поставената соработка ќе изгради платформа од која треба да се изроди решението за новите глобални безбедносни предизвици. Почитувани, иако нашите достигнувања и резултати на овој план се добро познати и оценети, Република Македонија се уште се соочува со еден од најпарадоксалните предизвици во модерното време, односно оспорувањето на нашето име и идентитет,
што е пречка за интеграција во НАТО. Јас искрено се надевам дека нашите партнери, сојузници од НАТО, ќе најдат сила и за времето на следниот НАТО самит Република Македонија конечно ќе биде прифатена како целосна и полноправна членка на НАТО. Нешто што треба да се случи во 2008 година. Од 2002 година па се до денес Република Македонија е активен соработник во регионалниот глобален мир и безбедност. Повеќе од 3400 македонски мировни војници имаат активно учество во заедничките напори со нашите сојузници од НАТО и Европската Унија. Научените лекции од овие мисии не предупредуваат дека нема друга алтернатива освен да соработуваме и да се спротивставуваме на безбедносните вектори кои им прекосат на нашата слобода и безбедност. Драги питомци, мојата визија со овој проект беше да дизајнирам платформа каде што од самиот почеток ќе научите како да соработувате во мултинационална средина, да научите како да покажете почит еден кон друг, како да ги обедините вашите напори, да анулирате вашата слабост и да научите како да го почитувате локалното население на теренот на кој оперирате. Причината за ова беше едноставна. Од извештаите на реализираните операции кои ги добивавме за време на изминатите години, научивме дека неконвенционалните, асиметричните и хибридни закани имаат исклучително негативно влијание врз оперативната средина. Исто така, научивме дека ние не можеме да ги постигнеме посакуваните цели ако само офицерите на оперативно ниво или политичарите го разберат значењето на целите на мисијата. Иако тоа е особено важно, она што од досегашното искуство стана јасно е дека без тактички успех ние нема да ги оствариме нашите стратегиски цели. Во услови на изразено влијание на глобализацијата, технички развиток, нашите непријатели се вешти во искористувањето на нашите грешки на тактичко ниво и во искористувањето на овие грешки во остварањето на нашите стратешки цели. Почитувани питомци, дозволете ми да ве убедам дека нема поголем успех за нашите командири, односно вашите лидери, од тоа да видат како питомци од Босна и Херцеговина, Бугарија, Македонија, Германија, Црна Гора, Косово, Турција, Велика Британија и Соединетите Американски држави се обучуваат заедно, учествуваат во спортски и други друштвени настани, учат за различните коалицијски и партнерски култури и најважно од се градат пријателства што ќе влијаат позитивно на идниот мултилатерален успех. Дозволете ми на крај да ви посакам успешна, плодна и безбедна работа на петиот поред летен кампус и ви убедувам дека во иднина со заеднички напори ќе продолжиме успешно да го градиме духот на летниот кампус. Ви благодарам. Летниот кампус 2014 е петти поред и се одржува од 10.6 до 20.6.2014 година. Земји кои учествуваат во овогодинешниот кампус се Босна и Херцеговина, Бугарија, Германија, Обединетото кралство, Република Косово, Соединетите Американски држави, Турција, Црна Гора, Република Македонија како домаќин. На кампусот исто така има и учесници на Универзитетот Кирил и Методи, Европскиот универзитет, од Факултетот за безбедност од Скопје, Меѓународниот славјански универзитет и Бизнис академијата Смилевски.